Добро вечер во уште едно издание на емисијата Став на Телевизија Плюс. Со нас вечерва е Зоран Петрушевски, член на Централен одбор на ГРОМ и советник во Советот на општина Куманово. Господине Петрушевски, добро вечер. Добро вечер и на вас. Во вашето студио, нормално добро вечер и на гледачите покрај малите екрани. Ве поздравувам и вас и нив. Она што е актуелно и последно е дека Советот на општина Куманово на последната седница ја усвои програмата за работа за оваа година. Вие на седницата кажавте дека во текот на 2019 година не биле реализирани 1/5 од програмите и извештаите за работа. На кои програми извештаи поточно мислевте? Што не е реализирано? Така, скоро 1/5 беше зборот. Вака, секоја година Советот нормално дека си донесува програма за своја работа, имаше и минатата година, сега усвоивме нова програма и нормално е да се разгледа состојбата што било во тек на една година, убав пресек да се направи, нормално се со цел како да се подобри работата во некој нареден период. Во таа смисла и од позицијата во која што се наоѓаме советници со поголемо искуство, навистина требаше да се направи анализа што е тоа што сме направиле. И погледувајќи во извештајот, навистина во очи паѓа посебно оној првиот период, првото тромесечие, кога еден голем број на прашања зацртани. Советот во својата програма напишал дека овие прашања обавезно ќе ги разгледа. Тоа е смислата на една програма. А ако има, обично на крај се пишува дека програмата е отворена, све друго што ќе дојде, тоа е плюс. И добро, токму тие прашања кои што таму беа наведени како прашања кои што обавезно ќе се разгледат, се виде така една поголема бројка на програми, значи одлуки и така натаму, но и извештаи за тоа како работеле некои институции во рамки на општината. Токму во таа смисла треба и да појаснам на гледачите дека секоја политичка институција од овој ранг на така наречени законодавни органи има две функции. Првата е да донесува одлуки. Како ќе се реши некој проблем вака, онака, толку пари, онолку пари. И со тоа ги задолжуваат извршните органи тие работи да ги спроведат. Извршен орган на ниво на општината е, знаете, градоначалникот, додека извршен орган на ниво на државата е секогаш владата, со незините министерства. А овдека е градоначалникот со општинската администрација, не е негова, туку општинска администрација. И така, јас забележав, и тоа отприлике сите се сложивме, дека има неколку програми кои Советот се одлучил да ги разгледа и морало да ги разгледаме, морало да одлучиме што и како ќе правиме и неколку извештаи. Што се однесува до програмите, некако ми падна во очи дека токму оние програми кои што се врзани со, така да кажам, еколошката состојба во нашата општина, а знаете кој не е главниот проблем. Ние имаме многу проблеми, а оној главниот кој што е така, преку глава ни дојде на сите, е нормално аерозагадувањето, а токму неколку тие програми кои што би требало, ако се работи на нив, да ја релативизира, да ја подобра состојбата со овој горлив проблем. Например, само ќе ви кажам, прво и основно така наречен акционен план за енергетска ефикасност на општина Куманово за 2019 година. Многу важно прашање. Каква е енергетската способност да се заштеди енергијата, да се заштитат, не знам, емисија од овие гасови и така натаму. Мора ние на таа работа да работиме. Ние сме се определиле дека тоа ќе го сработиме, еве, нашата администрација не нашла за сходно, не само администрацијата, градоначалникот не се снашло со нив, дали нема луѓе, дали нема сознание, не знам. Ние таа работа сме ја оставиле за некоја си иднина. Понатаму, програма за управување со отпад во општина Куманово за 2019 година. Пазите, ние навистина имаме јавно предпријатие, задолжено да се обира, да, тоа го работи, но
Отпадот е многу поширока категорија него ли тоа што го работи ова јавно предпријатие. Тие работа собираат во ред, ние тоа го плаќаме како граѓани, но на вистина отпадот е огромен проблем и ние имаме диви депони, па ние имаме оној електронски отпад, па има оној отпад, оној батерии, што ја знам, такви работи. Ние едноставно за такво нешто лутаме во магла. Не сме предвиделе како општина ќе се справиме со тие работи. Па ние имаме многу селски средини, каде што јавното предпријатие нема додир, нема никаква врска. И таму се прави отпад. Што да се прави? Ама тешко е. Кој вели дека е лесно. Но имаме институции се задолжиле, ветиле на граѓаните дека ние сме тие кои што ќе водиме ред во сите области, па и областа на грижа со отпадот, а еве ништо не е сработено. Или понатаму, програма за амбиентален воздух во општина Куманово за 2019 година. Еве, ние дојдовме во ситуација да се караме, да се расправаме, треба да има ова воредна седница, дори страшни бројки излегуваат. Тоа не е проблем кој што веднаш се приметува, но сите медицински анализи кажуваат дека е тоа страшен проблем. Во иденината сите ќе страдаме повеќе или помалку, а тоа значи нормално младите генерации. А ние не сме направиле програма за тоа. Колку тоа ќе допринесе за подобрување, не знам. Но да оставиме, ама баш никаква програма да не донесеме, навистина е неодговор. Или локален еколошки акционен план на општина Куманово за 2019-2020 година. Значи не е само ѓубрето, не е само воздухот. Екологијата подразбира и други сегменти. Кои се тие? Ние знам дека имаме дали е сектор, дали е оделение во општината нешто околу таа работа. Еве не сме сработиле ништо. Ние не знаеме што на тој терен, нели нешто ќе се пошумува, не знам, секој е родено дете, колку ќе влече, не знам, деца и така натаму. Ама сето тоа не е организирано. Сето тоа е така да се каже од случај до случај. Дали ќе се снајдеме, дали не. Програмите се имаат степен на обврзаност, така да веројатно има луѓе писмени во Куманово, дали се во општината еколошки писмени, нели? Дали се во општината или надвор од општината морало да се консултира, да се работи на таа тема. Не сме еден ваков град да се остави еколошката проблематика, што биде нека биде. Ако така некогаш било, еве до каде дојдовме, и ако така продолжиме, наистина нема смисла да институциите, да постојат граѓаните, да даваат пари, едноставно државата, општината за тие работи задолжена и тука нема простор што сега ние да филозофираме, дали ни треба или не ни треба. Едноставно треба. Информацијските и понатаму. Една информација која што често пати ја споменувам порано. Општината, односно Советот, одлучил дека на секои 6 месеци ќе разгледуваме информација за активноста на инспекцијски органи на општина Куманово. И еве ги таа информација ја немаме минатата година цело време и буквално така се наоѓаме во една многу чудна ситуација да општината, администрацијата покажува некоја недисциплина. Едноставно не сака тоа да го направат. Чудна е работа. Не знам дали знаете, во програмата за работа на Советот, па кога ние ќе зацртаме таму дека треба да се донесе ова, треба оваа програма, треба овој извештај, секогаш таму е напишано дека одговорен за таа работа е градоначалник на општина Куманово. Така да секоја чест он има многу ангажмани, како и секој градоначалник, нормално е нашиот. Ангажмани кои произлегуваат нели од законот, од нашите одлуки, но еве ова тоа му е работа, тоа е зацртано. Администрацијата му е под негова управа, под негова команда и еве сега не нашол начин како со таа администрација да изготви одредени документи кои се многу важни за нашето работење. Конкретно инспекцијските органи. Ние буквално како совет, нели, треба да раководиме, треба да управуваме, па ние не знаеме што се работи со, не знам, дивоградбите. Каква е состојбата? Инспекциите тоа работат ли, нели работат што нашле како нашле. Ние не знаеме каква е состојбата со рушење на
на некој си таму дивоградби. Дали се руши, дали не се руши, што се прави, како се прави. Комуналната она инспекција, не знам, луѓе како луѓе, некој песок, некој дрва, некој ваму. Да, тоа се тие луѓе кои што таа работа треба да ја гонат. Дали работеле, што сработиле, а зимат плата сите тие луѓе. Нормално. Сега не е тоа моје ја тоа да потенцирам дека зимат плата па да се лутат. Јас се лутам, нормално се лутам у наводници. Го опоменувам градоначалникот дека тој е задолжен за работа на овие органи и затоа сме ние, како да кажам, политички представници на граѓаните. Ја ова што го зборувам, не го зборувам како јас име и презиме, него ова го зборувам како представник на граѓаните, посебно од сферата на опозицијата. Ајде, позицијата ќе ги види некои работи, па ќе ќути, си молчи. Тоа кога опозицијата кажува, не го кажува тоа со цел некој да се љути, да се срди таму. Тоа ти е работата. Како да ви кажам? Тоа е како нас во школите, некои родители таму нешто ќе ни најдат некоја фалинка во нашата работа, тоа е знак дека треба да се поправиш, да се ти љутиш таму на некој, зашто некој така ти кажал. Па нормално дека ќе ти каже, нормално дека ќе те опомене, едноставно не сме општината, институциите, пари даваат граѓаните. И нормално дека очекуваат од тие институции кои се тука, ги видуваме, ги гледаме, да ги завршат тие работи. Сега пак да кажем и друга страна. Тоа пак не значи дека општината е дебиду, скроз, лоша и така натаму. Не, има така работи, има функции кои што се вршат, тука нема дискусија. Но, реков, опозицијата е токму тоа. Она е лошата страна, она е секогаш лоша. Али тоа е функцијата на опозицијата, да пази, да внимава, да опоменува, све со цел, нели, работите да се поправат. Така да тоа беше и анализата, тоа беше и суштината на тој мој настап на последната седница. А ќе ве подсетам вас, не знам дали граѓаните прателе, да, и делот од позицијата се сложи со ова работа. Па нормално, и они гледаат луѓево и они сакаат делот за кој што се они одговорни, нели, да функционира што подобро. Така да се надевам дека во оваа година и градоначалникот и администрацијата, ама ние не го повикуваме, ние немаме директна врска со нив, дури и со јавните предпријатија, градоначалникот ги менаџира, така да се каже, овие институции, се надевам дека работава ќе биде многу подобра. Пред нова година беше усвоен и буџетот на општина Куманово за оваа година. Според опозицијата, буџетот е далеку од развоен. На што се должи овој став, ова мислење на опозицијските партии? Вака ќе ви кажам. Во буџетот најголем дел од парите одат за плати на тие луѓе. Ворете, нека се живи здрави, секој сака да работи, секој да зима плата. Да, она што преска го зборував, ние како граѓани треба да имаме ефекти. Како што, повторно ќе земам пример од школите. Родителите ги праќаат децата кај нас и очекуваат ефекти од тоа што ние ги учиме, нели? То се плаќа преку даноци и така натаму. Исто е работата и овдека. Понатаму не се само плати. За да работи администрацијата треба многу канцеларски материјали. Сето тоа треба се плати. Па не знам витрини таму, не знам коли. Исто кај нас многу се даваат пари за овие таму кај што работи администрацијата, има некои што се собственост на општината, но простори, но има и таму кај што се плаќа кирија. И сето тоа се трошоци. Сега остануваат нешто пари за, така да се каже, развој на општината. Добро. Токму тој развојот е мал, поштено. Па сега некој ќе каже, па добро, толку се пари. Па толку се пари, ворете, но тој што се нафатил да ја води општината, тој што ветил на граѓаните, изберете на мене или изберете на нас, па ние ќе направиме тоа, значи тоа е, како да ви кажам, тоа личи малку на приказка. И со таа приказка ги воодушевиле граѓаните и они гласале. И добро, еве сега помина една година, помина друга година,
што е направено. Направено е во општината, гледаат луѓето, не викам дека не е ништо направено. Има и улице асфалтирани, има и водовод, нешто, и канализација, така натаму. Меѓутоа, од крупните, од големите работи, кои што беа ветени во специјална изборна програма, која што победи на претходните избори, треба ли да ве споменувам, не знам, как се вика, градоначалникот ветуваше, не знам, од водоводен аспект, цевковод некој нов да се прави. Добро, тамо споменува 4 години, 8 години, меѓутоа нема ништо, не е дирнато. Состојбата со водата, морам да кажам дека е сега добра. Како количина, нели, добиваме проблеми што имаше порано, толкав такви проблеми сега нема. Па беа ветувани некои градинки тамо, многу важна работа. Секој оној што има деца на таа возраст, секое семејство, а немаат пристап до градинките, знаат колку е таа важна работа. Па беа ветувани, не знам, младински центри, па не знам, летни кина, па не знам, велосипеди субвенционирани, па чуда разни, убави работи. Не викам, све е тоа важно, но, еве, како беше во минатите 2 години беше, во оваа година, во овој буџет, има едно делче таму, иначе буџетот има илјадници страни. Тоа многу тешко може човек да следи што не знае, но, баш за тие што малку знаат, изготвувачите на буџетот направиле еден лист на кој што напишале развоен дел во буџетот. И во тој развоен дел на буџетот пишува следното. Изградба на гасоводна мрежа 5 милиони денари од 624 милиона буџет на општината, оној, како се вика тоа, основен буџет. Инаку, ако ставиме пари за школи и така натаму, тоа не, тоа е многу поголема цифра, али тој е основен буџет, 5 милиона се за гасоводот, така да се каже, проширување. Дали е многу или е малку, процените колку е важен гасот, и еве се, како да кажем, се бафтаме со таа работа више 10-15 години, не знам колку имаме приклучоци. Има некоја цифра, некоја бројка, кажуваат, јавните институции се доста приклучени, но приватните стамбени објекти се многу малце. На што се должи тоа? Па веројатно и недостиг на мрежа. Еве сме се определили 5 милиона. За наредната година 7. Улици, тротоари, така натаму 8 милиони. 8 милиона денари. Видете колку, множите, не знам, во евра колку тоа ќе излезе, така повештите луѓе можат лесно да пресметаат. Изградба на водоводна мрежа, проширување водоводна мрежа, нема многу кај што да се гради, али има потреба, се уште има луѓе без водовод, 2,8 милиони водоводната мрежа. Добро. Систем за ова отпадна вода и она што се вика улична канализација, така се вика улична канализација, нели ова атмосферска канализација, тука имаме убава цифра од 11,5 милиона. Најдобро е, добро, во ред, тоа си е развој кој што не се гледа. Јас знам дека баш луѓето кои што одлучуваат за овие работи највише го избегнуваат тој дел. Не само кај нас секаде, но ова малце храбро, сакам и да ја пофалам, дека најголем дел од тој развоен дел се издвоени за инвестиција во нешто што не се гледа. Но знаете колку е важно тоа, првите дождови, сите ни кажуваат, за сега немаме такви атмосферски непогоди, но никогаш не се знае, оваа работа навистина би ја пофалил. Другите оние градинки, што ја знам, такви работи, се уште ги нема. Они се на ниво на план, изготвување на проекти, нешто и така натаму, но едноставно нема. Па не знам, кружни токови ветени се во множина, како кружни токови, направен е еден, секој час, убава работа, па сите знаеме дека е кружен ток нешто најубаво, многу поубаво решение од семафорската сигнализација и многу поевтина од како ќе се направи.
но еве нема. Сето тоа е се уште на ниво на планови, планирање и така натаму и повторно ќе чекаме да видиме што ќе се случи во иднина. Не викам, може да биде ребаланс. Буџетот не е закован, што се вели со шајка, но еве да се надеваме, како и за она што Преска кажа, дека во меѓувреме нешто ќе се случи, па некои пари од таму од оваму, можеби некоја донација да се донесе. Ама и донациите се нешто што се тражи. Никој нема да ти со сила да ти дава. А кога бараш пак донација, треба да си исправен во смисла да имаш проекти. Да имаш проекти, да сето тоа да биде цакум пакум средено од имотен аспект или од плански, што е за архитектонски аспект. Ние еве сега дури имаме и јавно предпријатие за таа работа со цел што подобри да бидеме и во таа смисла. Повторно останува да се надеваме дека сето тоа ќе даде резултати во иднина, а сега состојбата е таква како што е. Ниту е подобра, ниту е полоша во однос на изминатите години, ништо спектакуларно. Како советник, како ја оценувате работата на Советот? Какви одлуки донесе Советот изминативе години? Колку опозицијата учествуваше во донесувањето на одлуките? Па, нормално дека опозицијата учествува и тоа еве на овој начин. Преку дебата, преку анализа, преку критика и слично. Ја би рекол, не знам како ја чувствуваат луѓето состојбата на опозиција. Преска реков, некој се љути. Но видите, опозицијата секојаш испраќа порака. Кога правиш анализа, читаш, кажуваш, укажуваш, предлагаш. Пораката е до сите оние луѓе, професионалци кои што се во администрацијата, тој што раководи со нив, секојаш треба да им се мота во главата, така да се каже. Чекај да работиме подобро, поодговорно, и Кумановски кажува, кој ќе се расправља со оние кои ќе почнат да викаат, да анализираат, да можеби и навредуваат и така натаму. Па да, тоа е суштината. И сега, дали опозицијата учествува? Па нормално дека учествува на овој начин. Инаку, убаво е опозицијата и директно да предлага, директни решенија. Сега тука е по одговорност на мнозинството. Дали, така да се каже, ќе проценат дека предлозите се убави, издржливи, или, како што ценам кај нас, што не е за пофалба за овој што се на власт, кај нас, она што доаѓа од опозицијата, какво сака нека е, ќе го срушиме, ќе ги обутниме, ќе покажеме кој е газда во куќата, ќе покажат, па после, бидејќи се тоа очигледно убави работи, па после ќе најдеме начин како тие работи да ги прогураме како наш предлог. Така да, тоа се детски работи. Тоа се детски работи, мислам дека ја кажа позицијата. Ние како опозиција немаме намера таму некого да го направиме дека е незналица, дека е лошо настроен. Не дај Боже, некој да проба да фати таму рака, што се вели, тоа нема тука дискусија. Но, предпоставка дека тоа нема и да омаловажим и така натаму. Така да, они пак, од друга страна пак, не треба опозицијата да ја омаловажува, дека не зна и така натаму. Јас имам еден куп предлози дадено и делот од групата на која што припаѓам, нели, ВМРО и коалицијата за Македонија. Еден супер куп предлози, кои што едноставно не сака да ги прифатат. Например, предлага кружни токови уште кога прва, втора седница се направи план веднаш за година-две да направиме. Одбија таа работа. Не ни треба таква нешто. Ајде, напишале во нивната програма дека ќе се залагаат за кружни токови. Сега околу буџетот, коалицијата предлага ајде субвенционирање на велосипеди, нели од аспект за гадост така натаму, не одбиваат, а напишале они во нивната програма изборна дека ќе се залагаат за субвенционирање. Ја предлагам ајде да направиме, да купиме, да собереме пари летно кино, нешто кое што ќе биде подвижно. Па не мора само во центар, по населбите, селата, лево да се раздвижи таа работа. Они имаат напишано, сега предлагам, не го прифаќаат.
Што значи не е тоа суштината. Не е тоа суштината. Еве, јас пробав да ја објаснам позицијата на опозиција, еве нека пробат они да објаснат зошто не ги прифаќаат тие предлози. Еден предлог за кој што се така многу сум го размислувал секогаш, да направиме пешачка зона во Куманово од она што се вели од Чоробенско ќоше па таму на кај гарнизон и така, не знам како се вика улицата. Еве не го одбија тоа. Еве не да се направи план, само да се проектира тоа, па ако има пари ќе се направи, ако не. Друго е кога граѓаните некој ќе им нацрта, па ќе видат и можат и они да дадат придонес за таква работа. Не мора таму, на друго место. Пешачка зона во Куманово има сите градови, сакаме и ние да имаме. Одбија и така. Зошто така, малку зајнак. Така стојат работите. Во однос на воздухот. Предлагам да општината да најде пари да го субвенционира чистење на оджаците. Многу важна работа. Ја тоа го видов, Скопје го прави. Ајде предложи, ајде бе кај нас луѓе да најдеме. Не, одбија. Така да тој однос, таа релација мора да се поправи. Одговорност имаат тие што се на власт. Лесно е да, одби таа работа, ми смо повише и готово. Ама не е тоа суштина. Суштина на демократијата е максимално договарање. Дури кога ќе се дојде до ниво да едноставно нема договор, важи правилото на посилниот, наводници, односно оној што е повише. Така да, ајде се надевам дека и тие односи, тие релации ќе ги подобриме во иднина. Господине Петрушевски, слободно може да се каже дека вие сте меѓу најактивните советници во Советот на општина Куманово и треба да бидете пример на поголем број од советниците, како тоа се прави на Советот, но очигледно е дека и често доаѓате во жестоки дискусии, расправи со председателката на Советот на општина Куманово. Дали тие расправи, дискусии, дебати, како да ги кажам, сепак се во интерес на граѓаните? Да, апсолутно. Ми се чини ова што велите, доаѓаме во судир некој. Мислам дека не е премината некоја граница на невкус или безобразлук некој така натаму. Мислам дека се држиме во некои рамки и апсолутно сметам дека е во корист. Се сеќам минатиот пат председателката беше на гост на некој од емисии и нормално дека не искажа никаква одбивност кон тие работи. Истото и јас сега го кажувам. Нормално е дека ќе имаме дискусии, ќе имаме расправи. Се спориме околу процедурите, нешто тука и така натаму. Ајде, сваќам, тешко е да се води таа работа, нормално, но треба да прифаќа и она некои совети и така натаму. Јас, па баш на последната седница, ако сте пратиле, изразив и така едно мислење дека во последно време се повеќе ги прифаќа моите забелешки и предлози, се сложуваме. Добро, напотоа политички тоа го заварте дека јас сум се сложил со неја. Тоа е нели, симпатичното и така натаму, нека биде така. Мислам дека е во интерес и токму таа жестока дебата ми се чини го буди интересот кај граѓаните и некако така пратат луѓето, гледат и добро е што пратат, добро е што гледат. Многу ни е важен нивниот ангажман, граѓански ангажман. И тоа се дискутиравме минатата седница и за тоа се сложивме. До сега јас имам чувство Советот малку ги повикува граѓаните. Многу малку. Една дебата има направено и ништо повише. А сме зацртале дека ќе правиме дебати, ќе правиме дискусии и се сложивме дека треба да правиме. Па токму информирани граѓани ни се важни. Па ние таму што сме 20-30 души, колку сме? Па не сме најпаметните у Куманово. Колку паметни, образовани, писмени луѓе има во градот, кои што едноставно не го направиле тој чекор за политички ангажман. Добро, секој си има своја математика, но тоа интелектуално богатство мора да пробаме да го користиме за активности на општината. Така да, веројатно, допринесуваат
како што велите, жестоки дебати, приметени се и треба да бидат приметени. Другите советници се надевам дека, како што велите, треба да учат, се надевам дека ја сваќаат состојбата. Да, они се помлади, така натаму, нема толку искуство, дека треба да си ја сватат состојбата во која што се наоѓаат. Дали се во опозиција или во опозиција, исто е. Подготовки, читање, анализи, разговор со граѓанството и така натаму, што значи мора на Советот да се дојде наоружан, у наводници, со информации, со знаења. Најголема доблест е оние што се во позиција на власт, да и они со своји анализи допринесат за квалитетот на одлуките. Инаку, она работа да си некој само дојде на Совет, си молчи таму, ќути и го притисне она дугме да се блокира некој предлог од опозицијата, да, и не го прават тоа, но ниту јас, ниту граѓаните тоа го ценат. Каков е вашиот став во однос на капиталните и инфраструктурните проекти во Куманово? Ги исполнува ли ветувањата градоначалникот на општина Куманово? Видите, пред малку спомнав. Пред малку спомнав. Некако градинките се најболната тема. И јас се надевав, ајде граѓаните изгласа оваа структура, без обид таа работа завршена, ајде да ги правим и така натаму. Во однос на зоната, она слободната економска зона, да, работиве тука мрднаа малце. Владата помогна со, не знам дали се уплатени или само се ветени 20, изгледа дека се уплатени, ми се чини 20 милиона денари. 5, како кажа, некни се потрошени, не знам зашто, вајда некои планови, нешто, и има уште 15 за таа инфраструктура. Еве да најдеме чаре, малку се тие пари, малку се, да најдеме пари уште, да таа економска зона биде навистина она што се вели дадена на тацна на луѓето што се бават со бизнис. Па дали се тоа некој од страна, дали се наши бизнисмени кои се веќе тука или некои нови млади. Ние баш пред минатата седница го усвоивме стратешки план за локален економски развој. Па не знам во наредни години што ќе се прави така натаму, а минатата седница програма само за една година. И таму предвидуваме една многу убава работа, а тоа се вика бизнис инкубатор. Знаете што значи? Да едноставно луѓе што имаат пари и сака да ги вложат како капитал, да има каде да се обратат со поверение, со доверба, дека некој нашински кажано ќе им ги отвори очите. Што се случува на пазарот? Инаку, многу е голем ризик на луѓе кои што може би дошле до некои пари, на свој начин. Ние, знаете, имаме многу луѓе во Афганистан, Ирак, така натаму. Наши луѓе се мачат таму, семејствата се секираат, гледате што се случува. И навистина ќе дојдат до некој динар и сега тие луѓе се до сега беа оставени, некој комшија да ги советува што да прават, некој пријател да ги советува, тука нема знаење, тука нема систематичност. Ние се одлучивме во рамки на општината да направиме таква една институција, инкубатор, каде што луѓево ќе им се презентира дали таа економска зона, дали друга, дали треќа, што да произведуваат, што е исплативо, како ќе се движи пазарот, да они имат представа во што влегуваат. Понатаму, нивното работење, ако се одлучат да работат, нивното работење да биде книговодствено, информатички покриено во првите месеци. Многу е важно, секој што се бави со бизнис знае дека тоа е битно, тоа е важно, тоа е трошок, ние на некој начин тоа ќе го анулираме. Тоа е само еден сегмент од таа програма на локален економски развој, многу важна и ја потенцирав и таму на Советот и овдека и повторно ќе кажам, многу се надевам, многу сакам, многу инсистирам дека тој бизнис инкубатор ќе почне да работи, бидејќи таму каде што има таква институција во Македонија 2-3 града, низ Европа тоа е обавезно, присутно дава огромни резултати, да се надеваме. Другите работи што велите, што ветувал градоначалникот, ветуваше они 5 овие гаражи, сега за сега направи една, добро, и он и сите ние видовме
како тоа изгледа, никој не сме знаеле како тоа изгледа. Сега видовме, има размислувања и такви и овакви, нека донес и он нека гледа и владеачката структура, дали ќе продолжат во тој правец или нема да продолжат, дали е исплативо, дали не е исплативо. Моето мислење дека не е исплативо таква сума на такво место, на оној втори спрат ретко гледам коли, сега кога ќе биде невреме ни една веројатно нема да иде. Што е тука е, треба да се направи анализа што понатаму. Токму сакав да прашам за катната гаража и кружниот тек. Според надлежните од општина Куманово се изградија катната гаража и кружниот тек поради намалување на сообраќајниот метеж. Чувствувате ли дека навистина е намален сообраќајниот метеж во Куманово? Не може да го намалат тие 10-20 паркинг места на тој втори спрат или не знам, кружниот ток си е убав таму во градот, но тамо и немало некој метеж порано. И тоа беше еден специфичен кружен ток, нели со овие семафори. Кружните токови морат во градот да заживеат. Тука они ќе го забрзат сообраќајот и ќе го намалат метежот. Во однос на паркинг просторот, состојбата е таква каква што е. Сега нешто се планира кај спортската сала долу да се тоа прошири. Си има оно две страни. Едната страна по улиците, нели, паркинг места и така натаму, но во околните сокачиња направивме друг хаос. Према тоа, сега во оваа година предвидуваме да се нели отпочнува процедура за изградба на генерален урбанистички план, за изготвување генерален урбанистички план. За да се он прави, мора прво да се направи сообраќајна студија. Што значи? Нема што јас и вие или не знам кој друг да разговараме како ми се чини на мене или како му се чини на некој друг. Стручни луѓе ќе седнат, ќе направат снимање на состојбата, ќе си бројат колку коли идат по една улица, по друга, една раскрсница друга и ќе извлечат заклучоци. Како треба да се реши сообраќајот во Куманово? Тоа веројатно ќе значи промена на режим на сообраќај, веројатно ќе значи пробивање на некои улици, некои проширување. Да, само така може да се реши проблемот. Вака е, еве што добивме. Мене ми се чини дека треба овде паркинзи да направиме, а со качињата, еве ги направивме за нигде. Така да, повторно ќе кажам, еве да се надеваме дека генералниот план, односно сообраќајната студија, ќе каже како треба да се реши. Оно не може да се реши, али како да биде подобар сообраќајот во нашата општина. Се промени ли нешто во Куманово откако централната власт е СДСМ? Според СДСМ, сега владата повеќе инвестира во Куманово отколку порано во времето на ВМРО ДПМН, кога најчесто се велеше дека инвестициите оделе во општините со кои што менаџираат нели градоначалници од редовите на ВМРО. Интересна е реченицата, демек порано ни шајка не заковале. Така викаше и минатиот градоначалник и сегашниот, шајка не заковале и демек сега ово интересен беше во кампањата, градоначалникот сега велеше републичките органи треба да плаќат репарации на нашата општина. Тоа интересен беше вој. Дали тоа се чувствува? Не. Овие што се во позиција на власт во општината, они ракоплескаат, еве сега све се прави, така натаму. Како аргумент, не знам, салата во техничкото училиште, сега се покрива и така натаму, но кога вика ни шајка не се заковала, во земјоделското училиште во Долно Којнаре се направи една прекрасна сала од страна на државата, па некако ја прикрива, некако не сака да ја кажат. Не треба да се бафта со тие работи. Ајде сега централната власт ги овие патиштата околу Куманово се средени, нели, нови, така натаму. Аку, реду, сака час, супер. Тоа се пари што сите ние овие возачи ги уплаќаме, нели, при овие, как се вели, кога осигуруваме коли, нели, кога регистрираме, па нормално дека таа работа ќе се направи. Сега они тоа го направиле, но и тоа да се чука
Па тој ми работа на тие луѓе, што да прават. Посебно, повторно ќе се вратам градинката. И министерката вети градинка една дека ќе се прави, меѓутоа еве нема ништо, рекол преска. Кога сме кај градинките, оној нов во пионерскиот дом па нели се направи оној нов така дел така натам. Не знам дали сте приметиле нешто што е за срам. Веднаш од таму кога ќе излеземе, доаѓаме до оној главниот влез на пионерски дом. Тој главниот влез е скршени стакла. Тоа е страшна работа. Околу 4 школи има тука, деца, неверојатна работа. Еве ја таа инспекција за која што зборуваме, па зар не виделе тие луѓе да алармираат некој од органите во општината, не мора да го началникот, не знам кој, таа работа подхитно да се среди. Колку такви места има кои што буквално нема кој ако не е општината, сите на неја чекаме нели да се таа работа среди. Така да, дали е подобрено? Нормално дека не е подобрено. Голем број на луѓе гледаат и така нат. Ние очекувавме на републичко ниво работите да се подобрат. Па и тука не се слагаме, знаете. Едни тврда дека е добро, не знам, евроатлантски интеграции со сите овие отстапки за името и идентитетот се супер. Нормално еден огромен број на луѓе според мене поголем тврда дека тоа е една цена која не требала да се плаќа на ваков начин. И тие дебати, тие дискусии нормално дека ќе се водат помеѓу граѓаните, идат изборите, нормално ќе се граѓанството ќе си каже што за тие работи мисли, а на ниво на општината ништо не е променето, дури ја би рекол променето е во негативна смисла. Господине Петрушевски, веќе подолг период е, нели, актуелна тема е аерозагадувањето, кое што веќе го спомнавме, но дали сте задоволни од мерките превземени од страна на општина Куманово, државата во врска со мерките за намалување на загадувањето на воздухот и што би требало да се преземе? Како да се намали загадувањето? Видите, не знам јас. Тој што бил на избори, па ветил, изберете ме мене и јас ќе го очистам воздухот, он нека му мисли. Јас сум представник на граѓаните кои не се задоволни, не се среќни, бројките тоа го кажуваат. Ние кажаа некои сега, демек, мерните станици биле на лошо место, демек биле кинески, биле овакви, биле онакви, па сега, ајде, други мерни станици, па ќе се купуват, па не знам, тоа не било толку страшно, па анализи прават, па не знам, болести, па и други градови били така натаму. Од аспект на еден обичен граѓанин што живее овдека, све е тоа, како да кажам, лук и вода. Што не ми објаснува и ти кога на ранг листа таму излегува Куманово меѓу први така места во Македонија, па дури некогаш имаше и на ниво на светот. Ајде тоа на ниво на светот да било превара некоја, превара од мерната станица. Меѓутоа стално сме во врвот на ова Македонија. Оно па времето како забелја сега. Како забелја зимата е ваква каква што е, во подослежните часови што се случува, мерки се превземаат кои што се, како да ви кажам, чиста глума. Па еве ние немаме системски некои мерки, немаме локален овај план, еколошки план, немаме за миталниот воздух, немаме за ѓубре. Значи, нашиски кажано, што се случува. Нешто градоначалникот превзема, нешто ваму, онака, нешто ќе биде. И тоа, вели, инспекцијата моја оди во 2 смени, така вели, а не знам дали стварно. И нема извештај колку луѓе биле, што направиле за тие 2 смени, 3 смени, кого казниле, што приметиле, како приметиле. Значи, буквално е пуштена работава, што биде, нека биде. И дали сум задоволен. Нормално дека не сум задоволен, не само од воздухот и останатите аспекти од заедничкото живење. Предвремените парламентарни избори веќе се договорени, членовите на политичките партии веќе се на терен меѓу граѓаните. Кај дел од кумановци постои мислење дека убаво е да дојде
еден, двајца активисти, членови на политички партии и да разговараат за политика пред врата, но пак на некои граѓани им е здосадено од, да не кажам, секоја година избори, секоја година исти партиски активности на терен. Каква кампања ќе водите вие во пресрет на предвремените парламентарни избори? Веднаш да ви кажам, ова пракса да се оди од врата на врата и така натаму. Видете да ви кажам. Политиката и политичките активности не е нешто што секој може да го прави. Разговор со граѓаните, па не може секој да прави. И мислам дека ова што го прават големите партии, да се оди од врата на врата, мислам дека им е погрешна тактика. Веќе во развиените западноевропски демократии такво нешто не постои. Ма не може, кој што не може за медицина секој да зборува. Пајде ќе идат некои луѓе, ќе ги прашуваат луѓето здрави, да се не се здрави, пита овие апчија, пита оние. Политика е тоа е држава, е тоа општина, институции се. Па не може секој да разговара со таа работа. Знам, јас отприлике тоа се сведува, ајде ќе гласате, ајде за мене, за Рајко, за Трајко, за Петко. Мислам дека такво нешто е непродуктивно и би требало таа работа да се намали. Сега се овие медиумите толку многу поприсутни, електронските средства се толку поприсутни да навистина постојат други работи, други начини да се објасни политиката. Како може некој активист, обичен, кој што пак си има своја математика. Јас ќе глумам партиска активност, па после, не знам, моите некакве привилегија ќе го вработи, нешто ќе го направат. Што може тој човек, може би и млад човек, да објасни на врата на еден човек? Кој што, може би, вечерал, излегува, ја да ти објаснам. Кој ќе објасни? Политиката е многу комплицирана тема, многу комплицирана работа. Не е она за секој да ја води и секој да разговара. Така да во таа смисла мислам дека тоа им е лоша тактика. Гледам дека и двете партии оно е атрактивно. Ние ќе гледаме до секој граѓанин така натаму да ќе се дојде, но резултат од тој таков нестручен, непрофесионален контакт може да биде и таков и таков. Према тоа, предпоставувам дека овие избори ќе се водат потполно на ист начин како и минатите избори и резултатите нормално ќе си дојдат, мада мислам дека веќе граѓанството има некој став, поголемиот дел, нормално има уште неопределени, за нив е битката, за неопределените. Што со оној што е определен, кој ќе го премисли ако му дојде на врат? Такво нешто не постои. Не знам дали знаете, веројатно знаете, јас сум социолог, нормално. Во социологија има направено модели на изборно однесување. Еден модел, се вика модел како луѓето размислуваат кога гласаат. Кај нас се уште доминира овој модел на партиска идентификација. Голем дел од луѓе се веќе партиски диференцирани, кој може да го убеди или да го разубеди тој човек. Он врзан со некоја лична математика, точка, крај. Останува оној дел на неутралните гласачи кои што не трпат вакво убедување. Тоа се луѓе кои што сакат длабоко, интелектуално, теоретски да ги промислат работите, нема шанси да биде убеден така што на врата некој ќе му чукне. Така да, дали нешто ќе се смени, не верувам дека нешто ќе се смени и да се надеваме наше дека изборите ќе бидат мирни, ќе бидат слободни. Ја користам ова прилика. Минатиот пат се случи веројатно и сега. Прават, посебно владеачките партии, списоци на луѓе, списоци на граѓани, службеник некој, ти, школа, служител, професор, направи список 20 твои роднини, пријатели, комшии и ќе му запретат, не знам, ќе изгубиш работа и така натаму. Тоа е казнива работа. Тоа е напишано во кривичен закон. Не смее тоа да се работи. До сега стално се работело. Се има свој крај. Да си водат сметка дека меѓу другите тоа е огромна штета. Огромна штета ти на еден човек, слободен граѓанин, да му наредуваш да прави спискови, да иде по страни, појни, патетки таму, да матични броеви, лични карти и да гарантира некој како ќе гласа. Тоа е катастрофа.
Тој не смее да се случува. Овие земјиве што не нагледуваат, сите тоа го знаат, го гледаат и нормално дека нема да ни го простат. И гледате како паѓаме на тие ранг листи светски, не знам, корупција. Ова е чиста корупција. Ова што го збориме, па сме паднале 20-30 места за корупција. Па сме паднале. Корупција не е само мито земање. Не, корупција е и непотизам, корупција е и ова политичка корупција. Така да ќе паѓаме, нормално дека ќе паѓаме и навистина не ми се допаѓа. Наместо да идеме напред како држава, земја, општество, ние да уназадуваме за некои ситни работи. Како член на Централен одбор на ГРОМ, кажете ни дали во пресрет на предвремените парламентарни избори започнаа подготовките во партијата, каква кампања ќе води вашата партија и дали останувате во коалицијата за подобра Македонија? Па, видите, реков, околу начинот на кампањата, предпоставувам, се ќе остане исто. Во однос на тоа дали ќе сме заедно со ВМРО ДПМНЕ во овие избори, мојата предпоставка е најверојатно да. Има уште некои месеци, нормално не гледам некоја причина дали тоа нешто би се сменило, така да ако остане така, се надам дека ќе остане, ние ќе дадеме свој придонес и во кампањата, нормално и на денот на изборите, и се надеваме дека и ние како ГРОМ ќе дадеме придонес како се водат избори, како се приоѓа на граѓани, како се политички дејствува во една земја, во едно општество, со што ќе придонесеме за тој имидж, демократски имидж на нашата земја. Многу е важно. Видовте, не е само името проблем. Не, каков си како земја, како општество е многу поважно да те прими некој, да разговараш, а камо ли да те прими во некој нивен сојуз. Што очекувате од овие избори? Од овие избори очекувам навистина граѓаните да го кажат своето мислење за иднината на оваа земја, иднината на овој народ. Кога викам овој народ, мислам на македонскиот народ. Мора да го искажам огромната разочараност од непочитување на волјата на македонскиот народ изразена на референдумот. Све се направи спротивно. Се надевам дека такво нешто веќе нема да се случува. Седам во студиото, можеби на истото место, кога во ваше присуство беше искажана една од најголемите политички лаги што сум ги чул во последно време, дека некој додека дише, не знам какви клетви даваше, нема да посегне по врвниот правен акт, тоа е уставот на Република Македонија, и од таа лага произлезе сите видовме и навистина не можам да поднесам некој така да го лаже мојот народ. Така да се надевам дека тој излажан народ сега ќе си ја наплати цената. Господине Петрушевски, дали како партија ги поддржувате евроинтегративните процеси на нашата држава, но и НАТО? Така, во однос, тие две работи не се исти. Евроинтеграцијата со, како да кажам, со полно срце, сметаме дека Европската Унија е можност, шанса, чисто од економски аспект, проширување на пазарот. Ние сме се уште, така да кажам, благо земјоделска земја, тие наши земјоделски производи мора да имаат пазар, и тоа за кратко време, тоа да се продаде и така натаму. Убаво е ако тоа се конзервира и така натаму, меѓутоа ние сме тука слаби. Во некои други области на производството можеби топрава ќе се покажеме добри. Ние имаме производство, но тоа се продава тука на ниво, но мора да се способиме да произведуваме разни некои работи во информатичката технологија, највише тоа ми е на ум. Па зошто не и во сферата на комуникации, зошто не и автомобилската индустрија. Имаме прекрасни луѓе кои што се задоволни било каде да работат, стручни луѓе, инженери, млади луѓе и така натаму. Најубавата варијанта е целиот тој ум да се остане тука, да работи, да произведува, ама тоа ќе бидне само ако тоа успешно се продава. Нормално, сега функционира светскиот пазар. Така да во однос на Европската Унија тука нема дилеми. Нема
за сега подобра варијанта од членување во една таква унија, при што претпоставуваме дека она и понатаму ќе се шири, затоа што економската логика е таа. Што се однесува до НАТО, навистина, јас имам така многу резерви, затоа што се работи за воена алијанса, која што воена алијанса во минатото ги покажа сите своји, како да кажам, негативни страни. Сега се уште сито тоа го гледаме и стварно се поставува прашањето што ние бараме таму во ова здружение, но ако поголемиот дел од политичките елити во нашата земја, политичките партии, така натаму, сметаа дека и тоа оди во пакет со Европската унија, она што се вели, ќе се голта. Што е тука е? Не може Македонија да ја формираме така како што јас сакам. Значи јас реков што јас посакувам, што одобрувам, што не, но иако веќе сме на границите, нели, на влегување, што е тука е, ќе пробаме од таа ситуација да извадиме максимум. Не е само членство. Животот секојдневен го чинат други работи, економијата, локалната самоуправа, корупцијата, партизацијата и така натаму. Дали си во НАТО или не си во НАТО, тоа боли, ние тоа мора да го решаваме. Така да се надевам дека повторно уште една надеж, се надевам за општината, нормално е тоа, дека и нашата Македонија ќе дојде во некои посигурни води после изборите од 12 април. Пред самиот крај на емисијата, да ве прашам како социолог, како ги оценувате светските случувања, светските трендови? Светот е посебно интересен. Интересно е Куманово и Македонија, нели, како тема за анализа, но светот се наоѓа во една, ја би рекол, пресвртница. Не знам, сите оние ветрови на глобализацијата, индустриализацијата веќе ги дадоа своите ефекти, но се случува еден нов момент, некои го викаат поправање на светскиот поредок, а некој го нарекува судирна цивилизација. Сега во тој судир на цивилизација гледаме четирите главни, би рекол, најсилни, најмоćни цивилизации. Западната, каде што Америка и Британија се, така да кажам, срцевински држави заедно со западноевропските. Тука им се Канада и Австралија секогаш во таа страна. Се тешко спротиставени на источно православната цивилизација, каде што Русија покажува огромна сила, огромна енергија, не воена, не мислам на воена, па и воена покажува, на економска и политичка сила и така натаму. Тука е се посилната, најпросто кажано, кинеска цивилизација, некој рекоа конфуцијанска, некој рекоа Сина, не е важно, знаете на која се мисли, огромен напредок и економски, политички, повторно мора да спомнам и воен, и четвртата која е присутна и тука отприлike на нашите простори е исламската, муслиманската цивилизација, која што се бори за, така да се каже, место под небото. Има уште цивилизации, но овие се најприметни за нас. И гледајте што се случува. Таа битка буквално се води за превласт во светот. Нашински кажано, едниот пол, едната сила која што допред некое време буквално доминираше, веќе не е единствена. Такви полови на сила постојат во светот сега уште, па дури забележуваме и коалицирање помеѓу разните цивилизации. На терен го имаме коалицирањето помеѓу источно православната и кинеската, на теренот на Азија и Африка, па дури и делови од муслиманската цивилизација, таму, нели, Иран, Сирија се приклонуваат, така да светот ќе продолжи во оваа насока. Светот станува непријатно место за живење. Сите стравови
кои што се од овој аспект се поголеми и се поголеми. А да не зборувам од еколошки аспект. Овие големи сили станаа големи економски на терет на природата. Воопшто не ги брига нив кога нивните овие држави, кога нивните компании вршљаат по светот, вадат нафта, сечат шуми, таму кај што им смета палат. Гледајте, што се случуваше во Бразил, сега во Австралија, утре кој знае што, а со нафтата и така, рудите, тоа па помалку се гледа, тоа буквално се вршља по светот и нормално природата страда. Така да нема област за која што ќе ја погледнеме што се случува во светот, а да не плаши малце. Може би па сега во сферата на науката, уметноста, културата, тука имаме навистина прекрасни работи. Но сега некако ми се чини треба повише да ги кажам оние лошите димензии од светските случувања, додека убавите оние реков, па тука и спортот, тоа се навистина прекрасни работи, но навистина секој нормален човек треба да биде загрижен. Господине Петрушевски, ви благодарам на гостувањето. Остана уште теми за разговор, нели, но во интерес на времето, секако дека поканата останува отворена за некоја следна емисија. Благодарам и на вас. Тоа беше се за вечерва. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.